Добър ден, почитувани ученици! Аз съм наставник по ФУЗО Васко Георгиевски при Основното училище Никола Вапцаров, Струмица. Тема на днешния час ни е аеробна и анаеробна способност. Първо да дадем дефиниция, що е това аеробна и анаеробна способност. Пред да почнем да се занимаваме рекреативно с някоя спортска активност, трябва да имаме сите информации за своите капацитети. За това, що можем да очекуваме от активността, коя ќе изберете, но и за това како телото ќе се однесува за време на вежбањето или по него. Најчесто трошиме време и енергија, а всушност не знаеме низ кои процеси проминува телото и умот. Интересно е да се осознаеме при каков интензитет на отоварување, од кое енергетски депо телото црпи гориво за активноста. Токму за тоа во овој текст ќе ви дадеме, односно ќе најдете информации кои бар малку ќе го приближат процесот на вежбање. Кај почетниците потенцираме, па може би и ќе ви помогне да знаете што да очекувате од вежбањето, а не едноставно да се изморите, т.е. да се истрошите и на следното вежбање да гледате со доверба. Зошто треба да бидеме физички активни? Прифаќањето на активниот физички живот е во функција на нашето постоење. Изберете вистинска активност за вас и действувајте на продолжувањето на својот живот. Употребувајќи ја физичката активност во функцијата на здравјето, станете свесни за своето тело и за квалитетите кои ги поседувате. Направете еден добар чекор за себе и одвојте време за вас. Сами или во друштво, наполните ги своите батерии и живите. Зарем има нешто поважно на светот од собственото постоење? Бенефитот од физичката активност добивате во повеќе сегменти. Кај физичките карактеристики. Станувате поиздржливи во дневниот ритм на живење. Вашите мускули и коски стануваат појаки. Посигурни сте во своето постоење екзистирање. Работите на баланс меѓу сите системи на телото и духот. На психички план, релаксирани во својата околина. Добивате помирен сон, се справувате со стресниот начин на живење, поздраво срце и кардиоваскуларен систем, регулирање на тежината и крвниот притисок. Активен животен стил, повеќе весели елементи, пријателства во контакт со настаните. Физичката активност ја започнуваме на следниот час, односно на следниот начин, како што ја започнуваме на секој час по ФЗО. Најпрво познато е дека имаме загревање, подготовка за активност. Не сме да се прескокнува, секогаш да биде на прво место при изведувањето на каква било физичка активност. Потоа следува главниот дел од часот, независно од тоа што планираме да изведуваме како физичка активност, фитнес, трчање, планинарење, велосипедизам, вежби за обликување на телото. Сето тоа потребно е да биде со умерен интензитет. И на крај завршен дел или релаксирање или кулдаун, враќање на метаболичките процеси во почетна состојба, со што најавуваме дека имаме во план да прекинеме со физичката активност. Сега да ја дефинираме аеробната способност. Дефиниција за аеробна способност. Аеробниот капацитет е способност на организмот да создаде енергија потребна за физичката работа преку аеробни метаболички процеси, оксидативно распаѓање на јаглени хидрати и слободни масни киселини. Големината на аеробниот капацитет зависи од функционалната состојба на сите органски и метаболички системи, вклучени во транспортот на кислород и неговата употреба за да генерира енергија неопходна за работа. Терминот аеробна способност се однесува на многу физички вежби кои што ја стимулираат активноста на срцето и на белите дробови. Ваквите вежби, пласирани во одреден временски период, вршат многобројни корисни промени во телото. Состојба на организмот за време на аеробната работа, телото работи на ниво каде што телото може да ги исполни барањата за кислород и енергија.
Единствените отпадни производи што се формираат се јаглеродиоксид и вода, кои се отстрануваат со потење и дишење. Сите аеробни активности имаат една заедничка особина. Побаруваат големо количество на кислород, бидејќи ве присилуваат да работите, односно работиме долготрајно. Тоа е всушност и основната идеја на овој час. Затоа овој час се нарекува аеробен, тоест аеровоздух. Главната цел на аеробниот час е да ја зголемиме максималната количина на кислород, која што телото може да ја потроши за одреден временски интервал. Тоа значи дека автоматски се подобруваат и капацитетите во телото, кои што се одговорни за овој вид на физичка подготвеност. При практикувањето на активноста со овој интензитет, најчесто се чувствува пријатност при вежбењето, леснотија при дишењето, потењето е во мала количина. Аеробната способност е поделена на аеробна издржливост, која се развива преку континуирано интервално трчање. Со континуираното трчање се подобрува максималното внесување на кислород. Интервалното тренинг, односно трчање, служи за подобрување на работата на срцето и се карактеризира со повторување на одредена работа со период на одмор после секое повторување. Аеробен праг, точка во која започнуваат да работат анаеробните енергетски патишта, е околу 65% од максималниот ритм на срцето. Ова е приближно околу 40 отчекувања побавно од анаеробниот праг. Аеробниот тренинг за издржливост резултира во намалување на телесните маси, зголемување максимална внесување на кислород, зголемен респираторен капацитет, пониски концентрации на лактати во крвта, зголемена густина на митохондриите, капиларите и подобрена активност на ензимите. Дефиниција за аеробна способност. Способноста на телото да извршува одредена работа или максимален напор во состојба на недостиг на кислород во телото. Аеробното вежбање се одликува со краткотрајни, но високоинтензивни напрегања, субмаксимален до максимален интензитет. Ваквиот вид физичка активност дејствува многу стресно врз телото. Дел од активностите кои се работат со цел за зголемување на мускулната маса, подобрување на максималната силина, подобрување на брзината, зголемување на експлозивната силина и слични на нив активности се анаеробни активности. Најчести примери за спортови кои користат анаеробни извори на енергија се атлетските дисциплини, и тоа на 400 и на 100 метри, спортска гимнастика, велосипедизам на кратки патки, бодибилдинг, како и многу други спортови. Анаеробната издржливост е поделена на, односно способност е поделена на анаеробна издржливост, телото работи напорно што побарувањето за кислород и гориво ја надминуваат стапката на снабдување и мускулите треба да се потпрат на зачувување резерви на гориво. Мускулите се гласни за кислород, го носат телото во состојба позната како долг на кислород и лактацијата започнува да се акумулира во мускулите. Ова точка е позната како млечен праг или анаеробен праг или почеток на акумулација на лактат во крвта. Анаеробен праг е точка во која млечната киселина почнува да се акумулира во мускулите. Се смета дека некаде меѓу 80 и 90% од максималниот ритм на срцето и е приближно 40 отчекувања повисоко од аеробниот праг. Аеробен праг може да се одреди со тестирање на аеробниот праг преку специфични тестови за иста цел. Ова е отприлика се за аеробна и анаеробна способност. Ви благодарам на вниманието, се гледаме во некоја друга прилика.